седиш дома, лаба, почиња да ти се јаде, не знаеш што да направиш. Значи ти да зимаш паштета, а мачкаш по рација, се гризаш. Мачки ти гребат у стомак. Зимаш некој париче, искачаш дома, трк до продавница, купуваш макарони едно пакло, се враќаш дома и почињаш. Влагаш у кујна. Но тенџере пуно со вода, значи макароните се варат секогаш у многу вода. Сол, добар прстохват. Ова да не кажам со сите прсти не е прстохват. Водава зоврива, макарончичи спремни, пенеригата. И сега, пазиш да не ги превариш. Ако ги превариш, се залепуваат, онда треба да трчаш по други макарони. Че гладен си, седиш дома, гладен, едва чекаш. Замисли, треба да те пратат по нешто да идеш тогаш. Ке полудиш. Маслиново, зејтин обичен, ваков, таков, додека се варат макароните во водата, не. Знам дека сте навикнати да стават во водата, но тоа е џабе. Маслото е полесно, ќе искочи горе и онда џабе, ништо не си набари. Кој ти ги седиш, све отиде у нивалникот. Макароните се готови, 300 грама добро парче слаина. Го сецкаме крупно. На уште пола. Значи ја добиете као коцкички. Сланината ти е најбоље пријател на човекот. Умеѓу време го чистиш лукчето, го оставаш да те почека и идеш да ги седиш макароните. Многу битна работа. Секош од макароните. Значи една шолја од водата ја задржуваш. Ќе ви покажам после зошто. Лукче. Ринглата на среден оган. Го зимам од тавче од делимана, кој што ми одговара у случајов. Малце маслиново. Меѓу време промешувајте ги макароните да не станат бетон. Да станат бетон, тоа договоривме. Ќе јадете наполитанки. Рузмарин, свеж. Секој е подобро од сув. Едно гранче, сасвим доволно. Не треба многу ситно да го сецкате. Една, два пати, 3 пати, 4 пати. Рузмаринот у тавчето. Уште малку маслиново. Само да ги ослободи мирисите. Тоа е веќе добро. Го додаваме лукчето. Овие ми се сепак прекрупни. Ќе ги ситнам ја уште малце. Сладничево на дружба со лукчето. Среќна нова година звук. Уште малку маслиново. Од маслиново никад доста. Промешајте. Пола кило доматен сос. Значи, каков и да земете, нема да утнете. Ви сами да го направите, нема да утнете. Иде унатре. Ја намалуваш ринглата, нешто пониско од среден оган и промешуваш. И го чекаш ова да проврие. Кога ќе почне да пуцкета, му ги додаш макароните. Уште една опомена. Макарони, ве молам, значи нема варење до крај, како што си ги вариме ние. Дури не ни ал денте, значи ги вариш многу малку, за кога ќе ги ставиш во сосот да може да впијат од сосот. Ако ги извариш до крај, џабе сосот, ти треба супа да сркаш. Провре и идеме. Сол не ставаш. Зимаш рака и пол маслинки. На половинки. Мислам дека ова спремно за маслинки. Ги зијаме и унатре. Готвењето не е филозофија, да се разбереме. Значи, ја го правам ова за да ви покажам дека секој може да го прави. Чим ја го правам, зашто да не можете вие? Оставите го сега малце да се искулира на тивка температура, ки си крчка. Умеѓу време, 3 јајца, сад за матење, вилјушка. Тавче за печење, не било какво, делимано тавче за печење. Гасиме шпоретот и макароните. Рената уклучуваш на 200 степени, значи се загрее. Поливаш со јајцето сегде рамномерно, значи не ги историш у средина, ти што не си направил. Полека, сегде. Ова иде урена на 200 степени околу 20 минути. Тоа е тоа, дечки. Да видиме сега што сме направиле. Дали ги идеш па други макарони или ги јадеш моеве. Тоа е тоа. Маслиново улје за декорација. Перфекција. Елегантно јадење. Боле, амин. Ако се свиѓа моја видеа, сподели. Ако не, направи боле да видиме. Чао.